вама. ФМ Врева. На радио Слободна Македонија. Така е, драги наши, ФМ Врева на радио Слободна Македонија, 5 минути по 15 часот. Најавуваниот гостин веќе пристигна во студиото. Станува збор за младиот и мощно надежан прецеп пијанист. Меѓутоа исто така ќе кажеме мултиталентиран музичар Виктор Пецов, кој во моментов е студент на Музичката академија во Штип во класата на професорката Елена Мисиркова. Значи, Виктор има 19 години и според неговата професорка, од која што ги има добиено првите музички ноти и првите нурнувања во светот на музиката, магистер Марија Максимова, односно не постои надпревар на кој што нема освоено практична награда. Марија вели, тој е еден од моите најталентирани ученици, односно студенти. На 40-тина надпревари го пратив и буквално од нито еден надпревар не се врати со празни раце. Значи, Виктор Пецов, добар ден за прв пат. Добри ден на врановите на Радио Слободна Македонија во ФМ Врева. Милно што сум овде. И мене ми уште помило што не удостоиваш со твоето присуство. Сега Виктор е така популарен во својот роден град, во градот Подисерат во Штип, како мултиталентиран пијанист, меѓутоа тој исто така во последно време сака да направи нешто ново, односно сака со музиката да обедини поширок круг на луѓе. Што прави Виктор во моментов? Во моментот пробувам на секој начин да се испромовирам новата песна Questions. Се надевам дека на сите ќе им се допадне. Се прават планови за видеозапис, значи се собира кастинг, глумци, каде се сними, значи целата таа екипа. Questions, значи прашања. Да. Кога настана прашањава кои што се сручени во композиција, кои што ќе имаме можност се разбира премиерно да чуеме во ФМ Врева на врановите на Радио Слободна Македонија? Дефинитивно светска премиера ќе има во мојава емисија и затоа сум бескрено многу благодарна на Универзумот на господин Атева што сручи оваа тема. Значи, кога ја создаваше композицијата и каков всушност настана Questions? Па вака, од сега сум сакал да пишувам текстови, значи си водам како еден посебен дневник, од кој потоа си создавам песнички. Текстот за Questions го имам повеќе време, никогаш не имав храброст да напишам песна целосна. Па сега вака, од кога заврши првиот семестар на факултет, имав слободно време, со што се решив да текстот да го направам во музика. Најмногу во тоа им помогна Филип Стефановски, кој ми правеше аранжман на песната. Так, Questions. Зашто зговори композиција и зашто ја сручи на англиски јазик? На англиски јазик е затоа што од секогаш сум сакал да не биде оно се што се дешава на македонски. Во Македонија сите песни да бидат на македонски јазик. Сум сакал и луѓе да можат од страна да ја слушнат песнава и пак да знаат дека песна доаѓа од Македонија. За текстот, тоа се едни мои интимни чувства кои ги применував во зборови. Тоа е значи поп-рок композиција. Зошто се реши Виктор да нурне во поп-рок жанр? Па мислам дека тој жанр создавам намногу песни што се како тој термин кечи, што може да ви влезат лесно во главата, лесно да попевне некој кој ја слуша на радио или слично. И најмногу се пронаоѓам во тој жанр. Така. Сега вака, значи Виктор вели дека започнал со музика да се занимава во второ оделение, па потоа беше во средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип. Сега вели сум прва година на факултетот при Универзитетот Гоце Делчев, специјал пијано. Вели целото мој искуство со музиката се темели на класичната музика. Ова е прв пат да создадам нешто мое, каде и текстот и музиката во Questions се буквално мои. Сега можеме ли малку да позборуваме за светот на класичната музика пред да нурнеме во Questions? Значи во второ оделение се инфицираше со пијаното на најпозитивен возможен начин, зашто токму пијаното, дали ти го одбра пијаното или пијаното те одбра тебе? Мислам дека нема одговор на тоа прашање, него како мал најмногу ми беше убаво да седнам на пијано да свирам, бидејќи јас малечко кога инструментот е многу голем и некој чувствувам дека имаше моќ врз мене, затоа и го одбрав пијаното. Од второ оделение мислам дека не сум сретнал со поголема љубов од љубовта кон пијаното. Општо и љубовта кон музиката. Така, кој те нурна во светот на музиката? Дали е тоа твојата професорка која што те водеше во нижо и во средно музичко пред да те предаде во рацете на Елена Мисиркова? Марија Максимовска, дали е тоа да? Да, Марија Максимова.
Таа е главната причина зашто јас додев до овој степен. Значи, се што можеше да се научи во врска со пијаното и класичната музика и, Так. и за сцена, како да се однесува се Врвен ми е... пијано педагог Марија Да. Максимова. Вака, пред да излизате на сцена и пред нели да настапите на сите светски музички надпреварувачки фестивали, што е она прво што Марија ви го вметнува во увце, па понатаму тоа влегува во глава, па се пренесува нели во прсти и сето да се преточува во музика. Пусти ли никое тајно зборче кое што Марија го употребува за да бидете толку многу успешни? Како всушност таа ве мотивира на успех? Па, мотивирањето мислам дека доаѓа секој ден, после секој час. За зборовите пред да се излезе на сцена, мислам дека Марија нема некоја нова голема тајна, туку само ќе ни спомне да излеземе насмејани на сцената. И да го дадете најдоброто Да, од себе. да се бидеме себе. Сега, како се доаѓа до она да го најдеш најдоброто од себе на сцена? Значи, колку всушност е потребно труд, колку е потребен напор и колку многу се потребни, можеби, откажувања и пожртвувања за да се биде успешен пијанист? За откажувањето немам збор, бидејќи не сум се откажал до сега. Од ништо се немаш откажано за да бидеш добар пијанист, буквално додека сите другарчиња си игра надвор на улица, не знам, баскет и така натаму, ти веројатно си седел пред пијаното или пак можеби имаше време се паралелно да Мислам правиш. дека се наоѓа време за се. Ја не верувам на тоа, не можам да излезам сега ќе свирам вака така. Мислам дека ако се сака може да се наоѓа време за се. И по колку часа се вижба за да си биде врвен пијанист? Па кога ќе се спомне дека во програма ни одење на некој направили фестивал, тогаш веќе се заклучуваме во собата. Па се свири секојдневно по 6 до 8 сати ден. Така. Добро, сега има пијано во Questions, апсолутно, меѓутоа има и други придружни инструменти, како што е гитара, на пример. Да. Можеме ли да кажеме што слушаш, Виктор, додека ја создаваш Questions, заради тоа што нели ова е дебитантско дело и сите музичари буквално се инспирираат од некој друг за да го создадат своето дело. Значи, наслушани уши само можат да создадат едно парче добра музика. Па вака, јас никош не сум се одбрал на го слушам само тој жанр. Што слуша Виктор приватно? Најмногу поп-рок. Добро. И што? класична музика пред се. Што некој има да навидеме? Сега можам да кажам дека највеќе го слушам Ед Ширен. Ed Sheeran, добро, тој хире предпоставам на твојата генерација, 26 годишникот кој навистина направи се што можеше да се направи до сега во овие 26 години во светот на музиката, сепак е премлад и сепак целиот живот е пред него, како што впрочем и целиот живот е пред тебе. Сега Виктор Пецов, во твоите кругови, ќе кажеме, во круговите на твојата генерација си популарен како Вик или како? Вико. Вико, добро. Да. Така може да те најдат слушателите на YouTube или пак евентуално како можат да стапат всушност во контакт со тебе? Па, на сите други социјални мрежи сум како Виктор Пецов, но бидејќи барав како некој уметничко име за YouTube, да не биде онат Виктор Пецов Questions, се одлучив да ставам Вико. Добро, Вико, така можеме да те најдеме на YouTube и да ја слушнеме твојата Questions? Да, како Вико Questions. Да. Добро, што е следно е да кажи Виктор пред да чуеме Questions? Што е следно од тебе? Што е следно од тебе? Кои се твои следни чекори? Добро, нормално дека продолжуваш. Елена Мисиркова сигурно нема да ги крене рацете од тебе и сигурно ќе те бутка во најдобрите возможни пијанистички патишта, меѓутоа нас во оваа прилика не интересира она што представува свет на популарна музика. Па никош не би престанал со музиката. Значи пред се ми е образованието да ги честам сите испити и сите тие работи. Добро. Мај или јуни 100% ќе следе некој направа на покласична музика. А песна можам да ви кажам дека веќе почнав да се работи на некоја друга песна. Наследничка на Questions. Да. Добро. Па се надеваме дека ќе испадне добра како ова. Така. Инаку Виктор вели, имам чувство дека музиката во Македонија полека но сигурно згаснува, но нема да го дозволам тоа, затоа и песната ми е на англиски јазик, бидејќи доколку ми се оствари сонот, песната да се прошири надвор од Македонија, ќе види светот колку вреди ова наше мало местенце, кој го нарекуваме Македонија. Вели, ова е мојот прв предизвик, представувајќи се на музичката естрада, доколку на публиката и се допаѓа она што го правам, ветувам дека никогаш нема да престанам. Се уште ветуваме и се уште ќе се држиме до она што сме го кажале и напишале. Тоа ветување нема никош да се скрши.
Така, благодарам многу Виктор Пецов што те видовме, односно што те чувме во малку поинакво издание во FM Врева на Слободна Македонија. Ни понатаму ќе го следиме сето она што го правиш во светот на пијано музиката, меѓутоа во оваа прилика сакаме на слушателите да им го представиме твоето првенче, твојот деби сингл Questions. Вико или Виктор Пецов, дами и господа, во FM Врева на Слободна Македонија. Благодарам што долета од Штип и Благодарам ви на благодарам вас. што беше тука.